Овој викенд во Кавадарци се одржа собир на младите на ДЕМ, Друштвото на екологисти на Македонија. Целта на овој настан беше на сите постоечки активни и други неактивни структури во еколошката организација да се образуваат и станат волонтери на ДЕМ мрежата на млади, да се соберат на едно место истите и да започнат градење на колективна одговорност за еколошките, економските, политичките и другите структурни проблеми што се случуваат кај нас. На овој собир во Кавадарци младите од цела држава се запознаа со мрежата на ДЕМ млади и со следните чекори во оваа тековна 2019 година. Меѓу другото се разговарало и за мапирањето на моменталните еколошки и структурни борби со латките од популарното образование кои ќе помогнат да се поврзуваат локалните борби и како да се зајакне дејствувањето на еколошките и социјално-економските правди. Екипа на РТК присуствуваше на ова работилница на младите еколози и еве што забележавме во разговорот што го водевме на оваа тема. Овде сме со младите екологисти од цела Македонија. Ена Утевска е нашиот соговорник која ќе се обиде накратко да не запознае за каква средба се работи. Јас сум Ена Утевска од Young Friends of the Earth Macedonија, дел од ДЕМ млади. Денеска се наоѓате на собир на млади активисти, односно собир на млади кои што се интересираат за темите за климатски промени, еколошките и социјалните проблеми во нашата држава. Ова се млади од различни делови ширум Македонија, кои што се денеска собрани и имаме различни интерактивни активности. Зборуваме за интерсекционалност и како може да пристапиме суштински на проблемите што се случуваат во Македонија. Овие млади се доста заинтересирани за решавање и превземање на акција за проблемите како што е загадувањето, справувањето со отпад, енергијата, транспортот и многу други што се случуваат. И тука сме за да посветиме внимание и да размислиме како може да пристапиме најсуштински на овие проблеми. Ја дека овие прва средба, значи дека досега не сте се собирале на вакви собири? Си имаме собирана, претходно имавме работилница конкретно за интерсекционалност, но не беше фокусирана само на ДЕМ членките, туку сите овие настани се отворени за сите луѓе што имаат желба да бидат млади активисти и да зборуваат за животната средина и да се интересираат повеќе за овие. Какви се младите денеска во Македонија, се интересираат ли да членуваат во вакви организации и да го дадат својот придонес? Да, според мене многу млади се интересираат денеска за различни проблеми што се случуваат во нашата држава. Некои има што се проактивни и превзимаат акција, некои што се на поинаков начин действуваат, но секако би сакала да им порачам на младите дека е многу битно да веруваат во тоа што го мислат и да превземеме една заедно акција за подобра животна средина, не само во Македонија, туку и во планетата, бидејќи сметам дека се што правиме на секаде низ светот има големи влијанија и дека мора да превземаме акција денес. Сосем кратко, каков домаќин е Екоживот, еколошкото друштво од Кавадарци? Да, Екоживот се прекрасни и благодариме премногу на можноста да имаме овдека настан, каде што они ни го даваат просторот и се целосна поддршка за целиот овој настан.